Дијабетесот е една од најчестите болести на современото општество. Шеќерната болест е хронично заболување кое се карактеризира со зголемени вредности на шеќер во крвта. Дијабетесот е еден од најголемите ризик фактори за појава на кардиоваскуларни болести. Да, секако пациентите кои што се заболени од дијабет, прво би сакал да кажам дека се со зголемен ризик од појава на кардиоваскуларни заболувања. Веќе во Европската асоциација кардиолошка многу одамна дијабетесот е земен како еден од клучните ризик фактори за појава на кардиоваскуларни заболувања, заедно со погачениот крвен притисок, пушењето, дијабетот е веќе еден од водечките ризик фактори. Секако кај пациентите заболени од дијабет важат препораките кои што се однесуваат на здрав начин на исхрана, здрав животен стил во смисол умерена физичка активност и како што реков, значи водење сметка околу исхраната на пациент. Да. Дијабетесот најчесто се појавува во подоцнежните години, вели интернистот Илија Нешковски, но тука не се исклучени и децата. Да, секако дијабетот е во принцип заболување кое што почесто се среќава кај повозрастните пациенти. Меѓутоа тука не се прескокнати и децата. Дијабетот знае да се јави и во помладата возраст. Да, и во помладата возраст, дури и кај деца помеѓу 10 и 12 години може да сме забележали дијабет. Се проценува дека бројот на возрастни лица со дијабетес во Македонија изнесува околу 185.000. Еден од главните фактори за пандемијата на дијабетес тип 2 е прекоумерната телесна тежина и се смета дека од 80 до 90% од лицата со дијабетес тип 2 се со прекоумерна телесна тежина. Дијабетот доколку се контролира и се лекува нема да го намали квалитетот на живот на болните. Доказ за тоа се и поголемиот број дијабетичари кои активно учествуваат на атлетски или други спортски активности.